Првата тура се двајца пациенти кои што беа зависни од респираторна поддршка, значи беа на апарати, значи оние со авионски превоз се транспортирани во Софија, во Пирогов болницата, што има специализиран оддел за третман на изгореници, тоа по екстензивни изгореници. Втората група на пациенти кои што сега пред малку ја напуштија болницата, во договор со владата на Србија, значи се транспортирани едниот пациент во Ниш, во војната болница во Ниш, пациентката ќе се транспортира по претходен договор во војната болница во Белград. Каква состојба со останатите пациенти? Сега за сега се стабилни, значи имаме во моментот уште еден пациент кој што е на респиратор, кој што исто така го спремаме за транспорт, најверојатно во Турција, и уште еден пациент заедно со него. Кој што не е на респиратор, ама постои голема веројатност дека ќе има потреба од респираторна поддршка. Докторе, пред малку се направи тука паника, не може да најдат родители на некоја пациентка која што итно требала да биде транспортирана. Се реши тоа? Видете, генерално ние располагаме со оние податоци кои што сме ги добиле од пациентите за време на приемот. Во соодейство со полицијата успеваме да ги добиеме и некако ги добиваме фамилиите. Работата е што нас не се потребни фамилиите во еден дел прво да ги известиме за тоа што го планираме, а во втора страна потребни се патни исправи. За да може пациентите, но за среќа и пациентите кои што отидоа во Бугарија испадна дека со некој меѓудржавен договор нема потреба од патни исправи, истото важи и за Србија.